ним, тоа се млади музичари, членови на традицијскиот состав при Општинското основно музичко училиште Лазомице Фрале од Кавадарци и наставникот Горан Јанев. Драги мои предсе гости, љубители на уметноста и сограѓани, ово убаво саботно попладне ќе го искористиме за уште поубав настан. Едноставно се поклопија коцкичките да можеме да го видиме и ова. За кратко, но тие што се тука и тие што ќе ги следат снимките од овој настан, од отварањето на оваа изложба преку медиумите, убеден сум дека ќе бидат воодушевени. Гости имаме 4 врвни ликовни уметници од Турција кои што престојуваат во Македонија и ете искористивме прилика и една толкогодишна соработка со нашиот драг пријател и личен и на колегите и на Домот на културата и на Кавадарци Фехим Хусковиќ да бидат присутни тука и двајца лично од 4 автори, нивните дела да бидеме нивни домаќини. Голема чест е да бидеме домаќини на 4 големи европски автори кои што потекнуваат од Турција и кои што нели за нивното творештво и нивните имења се зборува на големо во модерната европска ликовна уметност. Овие автори не се за прв пат во Македонија, ама за наша среќа за прв пат се во Кавадарци и се надевам дека бар некои од нив ќе бидат наши гости и на нашата ликовна колонија. Ова се случува благодарение на професорот Фехим Хусковиќ, кој што е професор на Ликовната академија во Скопје и кој што е декан на Ликовната академија во Нови Пазар. Па така тој го направи тој мост помеѓу Босна, Србија, Македонија и Турција и веќе неколку години наназад ги организира овие познати негови изложби кои што нели го носат работниот наслов Мост. Имам особена чест и задоволство да ве поздравам. Баш сабота, да не кажам сабота кога е ден за одмор, денеска е ден за убава посластица. Зошто ова го кажав? Од причина за тоа што да бидам дел нели, на сама организација на оваа изложба е големо задоволство. Зборувам дека никогаш во живот не сум сакал уметноста да биде само за мене, туку и уметноста да биде таму каде што постојат автори, таму каде што вистински, во вистинска смисла, треба да им се нели понуди дел од уметноста, не само уметност од Македонија, туку она што е Балканот, она што е Европа и многу подалеку. Морам да ве убедам дека Кавадарци е секогаш град на култура. Не е 2010-та, верували или не, денеска 2018-та, кога Скопје спие или скоро воопшто не се ни почнати активности низ галерии, низ музеи, Кавадарци денеска буквално живее како да е тоа негде, да не кажам мај, јуни, од август па натаму. Она што посебно ме радува е токму таа поврзаност, тој мост помеѓу Македонија и наша братска држава Турција. Само еден мал аплауз за братска држава Турција. Турција која има задача да ја чува Македонија, од моја гледна точка, да бидам искрен, не се бавам со политика, нити ги разбирам нештата во таа насока. Ние, уметниците, заедно со мојот колега Темков, имаме една друга, нели, парола на обстанок, парола на поврзување на нештата, таму каде што управо може да се даде и малку дел од творештвото, оноа што е од Турција во Македонија,
не како реципроцитет сега од Македонија во Турција, токму оноа што е најдоброто во едната држава и во другата држава да види и македонска и турска нели публика. Мост по 5-ти пат се одржа во Скопје и ширум низ неколку градови низ Македонија. Имаше за задача делот од творците Ајхан, Ерсан од Едерне, Муса од Истанбул и професорот исто така од Мухамед. Сите тие се професори, зборувам, додека Муса Ѓунеј е директор на култура на Турција и каде што е во вистинска смисол мост помеѓу Македонија и Турција. Само онака кажано, колку да знаете зошто е тој мост, затоа што сега на 29-ти ќе биде отварање на изложбата на наша позната скулпторка Валентина Стефановска и професор Трајче Блажевски во Едерне, додека одма мај месец за прв пат македонска графика ќе биде понудевна во Едерне, и низ повеќе градови низ Турција. За прв пат. Тоа е вистинскиот мост, каде што ние како Македонија можеме да го понудиме во Турција, онака како што вистински и заслужува. Сега, многу малку сакам за вторите, за тоа да не биде ова, да не кажам денеска саботно, само за слушање. Тоа се врвни автори, зборувам од аспектот од десна страна Муса, кој што во моментот има изложба во Милано. Ајхан Четин е професор на Тракиски универзитет, еден голем универзитет кој има над 80.000 студенти, и професор доктор Ерсан, исто професор по дизајн на факултетот за применети уметности. Додека професорот Мухамед е професор исто така на универзитетот, каде што можеме да видиме дел на концептуала. Што можеме да видиме во галеријата? Од една гледна точка сликарство на Муса Ѓунеј и Ајхан, додека делот од дизајнот, на графички дизајн од Ерсан и една концептуала зад вашиот грб можете да видите од Мухамед. Тоа е еден мал дел на нивното творештво, каде што па кажам, голема посластица токму денеска во Кавадарци, што Кавадарци, градот на култура, ни дозволи да понудиме еден мал дел на творештото на овие автори. Зборувам за едни врвни автори, каде што гарантирамо тоа, не е само онака да се види од нога, за секој уметничко дело е потребно столче, ако ќе седнете, тогаш во вистинска смисол ќе го видите онаа управо што треба да се види. А што е тоа голема уметност, каде што во вистинска смисол требаше да се понуди во Македонија, не само во Кавадарци, него и низ другите градови во Македонија. Уште едно, големо благодарност до општината, до овој храм на уметноста, почитуван колега Владко Темков, директорот на институција Домот на култура. Во секој случај уште еднаш голема благодарност што денеска дојдовте онака саботно, уште еднаш заеднички, да оваа биде посластица на сето тоа што ќе се случи од денеска понатаму, она што може да се понуди како ликовен живот во Македонија, тоест во Кавадарци.